ќе триумфирате уште во првиот круг од изборите. Почитувани, со победата на СРСМ на локалните избори ќе продолжи започнатиот процес на Република Македонија, сите ние да живееме во слобода, во живот и соживот како едно општество. Ова прилика ја користам од срце и во име на целото врвно раководство на СРСМ да му се заблагодарам на досегашниот наш градоначалник Зоран Дамјановски Циц, кој ќе биде запомнет како символ на пркосот кон бившиот режим и кој заедно со нашиот председател Зоран Заев со години им одржуваа лекција на ВМРО ДПМН и Груевски како се води општина. Им се заблагодарувам во име на раководството и им честитам за позитивниот белег кој го ставија на сите досегашни советници, молам еден аплауз за нив, Евроатлантскиот пат. Македонија ја враќаме на меѓународната сцена, се решаваат и затварат отворените прашања, повторно нашата држава ја правиме фактор на стабилност во регионот. И слушаме пред неколку дена како во полупразната сала Борис Трајковски во Скопје, ВМРО ДПМН и Никола Груевски ја промовираат нивната нова програма, наречена Новата ера. Почитувани, Груевски и Новата ера е исто како на Формула 1 да се тркате со олтајмер. Тоа е практично оксиморон. Тој може да зборува само за крај на една ера, за крај на неговата режимската ера, за крај на неговата ера во политиката. Заврши дил ориентет ерата на криминал и корупција, поради која што над 500.000 наши сограѓани, пред се млади луѓе и од тука и од Куманово, ни се иселија надвор, по белиот ни свет. Заврши ерата каде што здравството ни беше разболено, образованието разводнато, а социјалата клекната на колена. Заврши ерата на криминалното владење на Никола Груевски, поради кое секој новороден ќе се раѓаше со над 2000 евра долг. Груевски, од тука од Куманово ти порачуваме, заврши твојата ера, доаѓа нова ера, ера на животот за сите. Доаѓа нова ера каде што човекот е центар на вниманието, а мерките, решенијата за негово подобро утре е прв императив. Доаѓа нова ера каде што минималната плата изнесува 12.000 денари, закон кој што го изгласавме пред недела дена, а за истиот гласаше и нашиот кандидат Максим Димитриевски. Доаѓа нова ера каде што над 3.000 стечени работници ќе добијат над 8.000 денари примања. И Максто гласаше за овој закон. Нова ера во која што екстерното тестирање и радиодифузната такса се укинати, а ефтината тарифа на струја е вратена назад. Ера во која за секој млад земјоделец се обезбедуваат неповратни 10.000 средства за собствен бизнис, а истото ќе продолжи за сите они млади наши собрањани кои што сакаат да бидат предприемачи. Доаѓа нова ера без Марко Зврлевски, туку со нов јавен обвинител со кредибилитет и интегритет, кој што ќе ги одведе на местото на правдата сите оние кои што во минатото се грешили. Ера каде што домашните и странските инвеститори ќе бидат изеначени, а субвенциите ќе добиваат оние кои што ќе вработуваат повеќе и кои што на вработените ќе им даваат поголема плата. Почитувани, новата ера доаѓа од 15 октомври секаде во Република Македонија, почнувајќи од тука од Куманово. Максот и новите советници ќе имат два предизвика. Еден мал предизвик и еден голем предизвик. Малиот предизвик е да покажат различно владење од она на Никола Груевски ВМРО ДПМН, а тоа е лесно. Лесно е нашиот Максо, кој е чесен, со кредибилитет, со интегритет, да покаже како се владее често, многу поразлично од Груевски и сите нивни досегашни градоначалници. Големиот предизвик за нашиот иден градоначалник е како да се гради по план. Честно и одговорно, квалитетно, како да се обезбеди инфраструктура во секое населено место во општина Куманово. Како до секое населено место, како до секоја куќа да има одвод, довод, водовод и канализација. Предизвик е како да се обезбеди чист воздух и чиста вода за сите нас. Сите, независно
од етникум, вера или политичка партија го дишиме овој воздух и ја пиеме оваа вода. Тоа мора да се промени на подобро. Предизвикот општината да продолжи да биде соодветен сервис на граѓаните и да ги обслужува сите како што беше до сега. Предизвикот да се овозможат сите предуслови за кумановчани да имат мегдан да останат да живеат тука, да створат свое семејство, да творат и работат и тука да стареат. Предизвикот да се обезбеди живот за сите во Куманово. Знаејќи ве сите вас, оваа цел ќе биде постигната. Драги советници, драги присутни, почитувани представници на највисокото политичко раководство, почитуван Максо. Познавајќи те тебе, драг мој другар, познавајќи ги сите кандидати за советници, познавајќи ве сите вас, знам едно. Општина Куманово ќе добие историски тим, кој што ќе продолжи добрата практика тука и од оваа општина ќе направи општина за пример, а сите вас, горди кумановчани, да сте живи и здрави, одиме во голема победа во прв круг, да живее Куманово и кумановчани!